Денешната пресконференција решивме да одржиме во светло на одбележувањето на вчерашниот ден, меѓународниот ден против тортура, но и поради тоа што станува збор за загрижувачки податоци до кои што дојдовме и до загрижувачки состојби со кои што се соочивме при нашата посета на специјалниот завод Димир Капја. На почеток сакам да истакнам дека Хелсиншкиот комитет има мандат и надлежност да ги посетува сите установи од затворен вид со оглед на тоа дека таму се сместени најранливите групи на граѓани, кои што многу често се жртви на нехуман, понижувачки и третман и тортура. Инаку, посетата на Димир Капја е, да речам, дел од активноста наша, која што спроведувавме во текот на 2016 на посета на повеќе установи од затворен вид, зашто ние ќе објавиме посебен извештај за сите установи, но повторно ќе потенцирам дека поради сериозноста на податоците до кои што дојдовме во Димир Капја, решивме да одржиме посебен прес само за оваа установа. Установата постои повеќе од 40 години и во неа се сместуваат лица со најтешка ментална ретардација. Дел од нив се неподвижни и се зависни од негата и грижата на вработените во специјалниот завод Димир Капја. Со цел да ви доловам каква дискрепанца постои помеѓу она што заводот треба да го спроведува во рамките на својата надлежност и она што ние го затекнавме, ќе ви кажам што стои во одредбите кои се однесуваат на улогата на специјалниот завод Димир Капја. Значи, сместување на лица со тешка и длабока ментална ретардација, водење нега и грижа за корисниците со длабока ментална ретардација, особено на оние корисници што се неподвижни и што самите не можат да ги извршуваат своите секојдневни хигиенски навики. Обезбедување на постојана здравствена заштита, рехабилитационо-корективен третман, психомоторна реедукација и воспитно-работен процес, организирање спортско-рекреативни и културно-забавни активности, перманентно ангажирање на корисниците според нивните преостанати психофизички способности со цел да се овозможи повисоко ниво на работно оспособување. Ова е она што стои на хартија. Ова е она што ние го затекнавме при нашата посета на Димир Капја. Значи, објектот е сосема уништен и однадвор неговата фасада, но и во просториите. Ке забележите дека тоалетите, значи санитариите се наоѓаат во посебно загрижувачка состојба. Во моментот на нашата посета во специјалниот завод беа сместени 277 корисници или штитеници, за кои што се грижат 153 вработени, од кои само 4 дефектолози, 1 социјален работник, 18 медицински сестри, 70 негователи, а останатите се вработени во администрација или како технички персонал. Во специјалниот завод нема постојано ангажиран лекар. Постои лекар кој што само повремено го посетува заводот и тој уште се наоѓа на своите студии, специјализантски студии. Според тоа, тој не може да издава медицински упати, со што на штитениците на заводот им се оневозможува користењето на други здравствени услуги во други специјалистички установи, значи надвор од установата Димир Капја. Во моментов кога ние бевме на посета во специјалниот завод Димир Капја, на штитениците им се делеше доручек. Храната беше со непозната содржина, ужасно непријатен мирис, а дел од штитениците својот доручек, односно примањето на храна, го има во просторија сместена непосредно до санитарниот чвор
кој што се наоѓа во катастрофална состојба. Непријатен мирис, фекалии насекаде по тоалетите, непосредно до таа просторија каде што извршуваат нужда, тие доручкуваат. Понатаму, го посетивме делот каде што се наоѓаат најтешките случаи. 90% од нив се неподвижни. Дел од нив ги најдовме како ползат по подот на просториите. Вратите на тој дел беа искршени. Во моментот на нашата посета имаше доста ниска температура и беше ладно, се чувствуваше ужасен провев во просториите. При тоа, најголемиот дел од штитениците беа оставени сами. Значи, тие се буквално зависни од помошта која што им ја даваат вработените во специјалниот завод. Тие не можат сами да јадат, тие не можат сами да ги извршуваат своите хигиенски потреби. Да не ви зборувам за тоа во каква состојба ја најдовме кујната каде што им се спремаше храната на штитениците. Ги видовте фотографиите. Јас се извинувам, но не можеме да обезбедиме подобар квалитет, меѓутоа ќе добиете презентации на кои што можеби подобро ќе ги видите како тоа изгледа. Откако ја извршивме посетата и влеговме во сите простории каде што престојуваат штитениците, морам да кажам дека во дел од просториите вработените одбиваа да го вклучат светлото во тоалетите за да не видиме во каква состојба се наоѓаат. Исто така, во дел од просториите затекнавме мачки како се шетаат по нивните кревети и воочивме дека поради недостаток на персонал, дел од штитениците кои што се подвижни, фактички се задолжени и за средување на своите простории. Меѓутоа и тие самите, а и нивните простории се наоѓаа во ужасна хигиенска состојба. Другиот дел од нашата посета беше да ги прегледаме книгите за пружање на здравствена заштита, но и книгата за смртни случаи. Тука веќе се соочивме со навистина фрапантни податоци. Она што го видовме во книгата за смртни случаи едноставно не доведе до заклучокот дека ние се соочуваме со установа убиец. Од 1993 година до 2016 до денот на нашата посета, во установата починале 375 штитеници. Во текот на 2015, крајот на 2015, умреле повеќе од 30 на штитеници. При тоа, утврдивме дека вакцината, која што вообичаено им се дава секоја година, сезонската вакцина за грип, им била дадена со 2 месеци закаснување. На нашето прашање, кој е добавувачот на вакцината, не добивме одговор. Речиси, сите смртни случаи се резултат на белодробни заболувања. При тоа, од страна на докторот кој што повремено го посетува специјалниот завод, добивме информација, односно образложение дека речиси сите умираат од пневмонија и други белодробни заболувања поради деформитетите кои што најчесто ги имаат, а се поврзани со нивниот граден кош. Меѓутоа, овој специјален завод има улога да се грижи, да ги негува тие луѓе и да превенира заболувања кои што се очекува тие луѓе според типот на нивната ретардација да го стекнат со годините. Најпрви, исхраната сосема не соодветствува со она што се нарекува рехабилитација, нега и грижа на луѓе со најтешка ментална и физичка ретардација. Во просториите каде што се сместени луѓето кои што се неподвижни, воопшто нема чист воздух.
Од друга страна, нема врати кои што би ги заштитиле од студот. И она што беше најзагрижувачки е дека дојдовме до податок дека во установата имало смртен случај на штитеник кој подолг временски период повраќал измет. Не можеле да утврдат, не можеле да ги утврдат причините поради кои што тоа му се случува, па бил однесен во Скопје за да му бидат извршени рентгенолошки проверки во Велес, пошто и таму не била утврдена причината за ваквите појави и за неговата здравствена состојба, за да лицето понатаму почине. При обдукцијата било пронајдено дека лицето проголтало цуцла, која што му се залепила за дигестивниот тракт. На одите од обдукцијата биле испратени и до специјалниот завод и до Центарот за социјална работа кој што е старател на лицето. Знаете, тие лица најчесто се сместуваат таму и најчесто нивните роднини, родители се откажуваат од понатамошната грижа за нив, така да многу често старател им е надлежниот Центар за социјална работа. На нашето прашање, што понатаму било преземено откако директорот на специјалниот завод бил известен за наудите од обдукцијата и Центарот за социјална работа, не добивме никаква информација. Никој не сносел одговорност за ваквата небрежност на персоналот. Случајот едноставно бил затворен во архивите на специјалниот завод. Јас сакам да информирам дека за овој случај од страна на Хелсиншкиот комитет ќе биде испратена кривична пријава до надлежниот јавен обвинител. Постапката ќе ја тераме и она што сакам да го потенцирам е дека специјалниот завод бил посетен од страна на тогашниот министер Диме Спасов неколку месеци пред нашето доаѓање. Од страна на вработените му било укажано со какви потешкоти се соочуваат, видел во каква состојба се наоѓа специјалниот завод. Од страна на Министерството за труд и социјална политика не е преземено ништо. После нашата посета, следејќи ги законските процедури, Хелсиншкиот комитет достави извештај до Министерството за труд и социјална политика. До денес од нивна страна не е доставен каков било одговор на нашите прашања за тоа што ќе преземат за да се спречи понатамошната тортура на штитениците во овој завод. Овој завод исто така беше посетен минатата година и од страна на Комитетот против тортура, кој што во својот извештај но ги нотираше речиси истите работи кои што ние ги затекнавме при нашата посета, особено осврнувајќи се на хигиенските услови, условите во кујната, каде што се подготвува храната и препораката на Комитетот против тортура дека треба итно нешто да се преземе за да се реновира специјалниот завод и да се овозможат соодветни услови за престој на овие луѓе. Денешниот прес исто така е повод за нас да упатиме уште еден апел до Министерството за труд и социјална политика итно да преземе мерки кои што се во негова надлежност. Јас се надевам дека во натамошниот период, поради овие информации кои што ние ги ставивме достапни на јавноста, дека ќе биде алармирана и меѓународната заедница која што патем исто така представници на делегацијата на Европската унија го имаат посетено заводот Демир Капија и мислам дека и тие ќе излезат со своји реакции. Се надевам дека ќе се направи еден чекор напред за да им се овозможи похуман престој на луѓето во специјалниот завод Демир Капија.
Повелете ако имате прашање. Работени ли во слични простори работат? Техничкиот, знаете, постои посебна зграда каде што е сместен техничкиот и административниот персонал. Значи, да речеме дека се работи за пристојни услови, но се гледа дека и таа зграда од времето на социјализмот веројатно не е воопшто реновирана. Иако, знаете, на заводот Демир Капија му се имаше случајно реновирање. Не знам колку од вас се сеќаваат, но имаше голема афера поврзана со функционирањето на специјалниот завод Демир Капија, некаде на почетокот на 2000-та година, кога странски представници на меѓународната заедница исто така влегоа во Демир Капија и ги објавија фотографиите. После тоа имаше одреден напредок и највеќе од аспект на деинституционализацијата, односно децата кои што беа сместени во Демир Капија тогаш, им се пружи посебен третман кој што покажа дека при соодветен третман тие можат да напредуваат и можат да почнат да се грижат за себе. Голем дел од родителите во тој период, бидејќи воочија дека можат да ги чуваат своите деца, си ги земаа назад. Она што единствена добра, да речем, единствен добар момент е што во моментов нема малолетни лица. Јас последен пат кога бев во Демир Капија, тогаш се уште работев во канцеларијата на Народниот преобранител, тогаш имаше посебно оделение за деца и состојбата беше уште потрогателна. При оваа наша посета не затекнавме малолетни лица, но водете сметка дека се работи за лица со навистина длабока ментална ретардација, кои што фактички се деца. И така се нарекувани од страна на персоналот. Морам да ви кажам дека персоналот беше повеќе од заинтересиран да ни ги даде информациите, бидејќи е очигледно дека и тие се многу загрижени за состојбата во кој што функционира заводот и секако можете да го замислите нивниот психички товар со соочувањето секојдневно со тие состојби. И при тоа целосната пасивност на државата да преземе какви било мерки за оваа установа која што можам да кажам дека е целосно тргната настрана, па и маргинализирана од страна на властите. Да, имаше привремено тогаш директор. Тоа беше во времето кога беше формирана техничката влада. Предходно била директорка, нормално лице, блиско со владеачката ВМРО ДПМН. После формирањето на техничката влада бил ставен привремен директор. Со него разговаравме и тој ни овозможи да добиеме што е можно повеќе информации и да видиме дека и покрај тоа што бил посетен заводот од страна на министерот, тогашниот министер Диме Спасов, и покрај нивните апели да стори нешто, не било преземено ништо. Повторно сега во моментот е вратена старата директорка од редовите на ВМРО ДПМН. По однос на случајот за кој што ви раскажав, за лицето кој што починало под мошне сомнителни околности, обдукцијата не сакаа да ја дадат на увид и ни негираа дека се наоѓа во заводот. Иако од страна на другите вработени ни беше кажано дека обдукцијата се наоѓа во фиоката на поранешната директорка. Имате ли увид со колку буџет располагава? Да. 435.000 евра. Да. Вработени 153 луѓе и 227 штитеници.